Смалувањето на загадувањето е приоритет на сите марки, кои покрај возилата сакаат целото свое производство да го направат без испуштање на јаглерот во атмосферата. Минатата седмица помина во знакот на спортско корисните возила. Дури 4 новитети, и тоа во премиум сегментот, се најавија на пазарот, а иконскиот Volkswagen Golf го одбележа дводецениското постоење на својата R изведба. Имаме уште скокотливи прилози кои следат по вестите. Во моментите кога светот се соочува со економската неизвестност од невидени размери, групата Римац цврсто гази напред, обезбедувајќи половина милиарда евра нов капитал. Инвестициите ги предводат високоценетите финансиски институции SoftBank и Goldman Sachs, а во нив учествуваат и постоечките акционери, вклучувајќи ги и Porsche и Invest Industrial. Новиот прилив на пари не ги промени позициите внатре во групата, така што мате Римац и понатаму поседува најголем удел во неа. Ова вложување, кое ја зголеми вредноста на компанијата на 2 милиарди евра, ги потврдува вистинската насока и добриот ритам по кој се движи понатамошниот нејзин раст. Според соопштението на Римац, собраните средства ќе бидат првенствено искористени за понатамошен развој на технолошкото оделение на подрачјето за производство на големи серии електрични компоненти за глобалните автомобилски компании, од хибридни батериски системи до цели платформи. Многу пати досега критикувана заради незастапеноста на хибриди и електрични модели во гамата, Мазда реши со дела да и докаже на јавноста дека се грижи за околината. За таа цел раководството на компанијата донесе стратешки план до 2035 година сите нејзини фабрики да бидат карбон неутрални, а синџирот на добавувачи до 2050-та. Во фокусот за постигнување на оваа цел ќе бидат зачувувањето на енергијата која ќе се добива од обновливи извори и користење на еколошки неутрални горива. Јапонците сметаат дека клучна одговорност на сите производители на автомобили е да ја сватат својата улога во сузбивањето на глобалното затоплување со намалување на количините испуштени јаглерод диоксид во сите фази, вклучително и рециклирањето. Низиниот план за намалување на емисии веќе е разработен до ниво на детали, вклучувајќи и такви какво што е развојот на бои кои ќе се сушат на пониски температури. Компанијата активно ќе учествува и во повеќе локални иницијативи за различни облици на декарбонизација, пред се од областа на производството на енергијата и материјали со ниска содржина или целосно без јаглерод. Пешаците и велосипедистите како најзагрозена категорија учесници во сообраќај често се изложени на опасности за кои возачите на моторните возила дури и не се свесни дека ги предизвикуваат. Последиците од нив може да бидат фатални дури и при ниски брзини, посебно во случај на блиска средба меѓу камион и велосипед, каде делови од секундата одлучуваат. За да не биде така, Volvo Trucks, на кој со децении безбедноста му е прва на листата приоритети, воведе систем кој ги открива другите учесници во сообраќајот кои возачот тешко или никако не може да ги забележи. Овој систем користи два радари од секоја страна на камионот кои детектираат движење во зоната на мртвите агли и предупредуваат за тоа. Функционирањето е едноставно. Возачот ќе забележи црвен сигнал на дното на ретровизорот, кој, ако биде игнориран, се јавува звучан аларм. Овој систем ќе биде достапен во поголем дел од глобалната гама на шведскиот производител веќе од септември, а од идната година кај сите камиони што ги произведува.
Размената на клонирани модели меѓу марките во концернот Stellantis е нешто што во Европа е присутно многу одамна пред тој да постои, а сега благодарејќи на истата формула и бразилците ќе имаат можност за поголем избор. Тамошната филијала на Peugeot го представи малиот партнер Rapid, кој е само ребрендирана верзија на Fiat Fiorino. Донатарот не е истото возило по потекло од Турција, кое ние го знаеме. Тој е поставен на ефтината механика на бразилскиот Uno. Однадвор, фургонот на Peugeot се разликува од оригиналот само по маската, додека во внатрешноста се исти, дури и шарите на седиштата. Должината му изнесува 4,4 метри, носивоста 650 килограми, а за ватнината на товарниот простор 3,3 кубни метри. За погон се користи 1,4 литарски мотор со 84 конски сили, кој може да работи и на етанол. Единствената суштинска разлика меѓу двата модела се пакетите опрема во корист на Peugeot, кој нуди поголем избор. На ефтината верзија нема клима уред, серво управување и електрично задвижувани стакла, но има систем за електронска контрола на стабилноста со помош при тргнување на нагорнини. Интересно и тоа дека моделите и на двете марки не може да се добијат со никаква мултимедиски систем, дури ни со обично радио. Цените им се движат околу 20.000 евра. Британскиот клон на Opel одлучи Insignia да престане да се нуди во Обединетото кралство. Неодамна Vauxhall потврди дека лимузината нема да има наследник во следниот период. Opel уште неколку години ќе продолжи да ја произведува Insignia за Европа и останатите пазари, се додека не дојде редот на потполно електричен наследник, најверојатно во форма на кросовер. Според официјалната изјава, одлуката да се укине овој модел е донесена во согласност трендовите на пазарот и компаниската ориентација кон електрификацијата. Компанијата сака да биде производител со целосно електрифицирани возила до 2024-та, пред да премине само на батериски електрични возила до 2028-та. Актуелната генерација на Insignia беше представена 2017-та и е единствен модел на Opel, односно Vauxhall, кој е развиен пред да се интегрира со PSA, а се уште се произведува. Во Австралија се продава како Holden Commodore, а во САД е Buick Regal. Insignia не е единствениот традиционален седан што го напушти пазарот на Обединетото кралство. Намалувањето на продажбата на седаните предизвика масовно напуштање на сегментот од страна на непремиум марките. Всушност, тамо се нудат уште само Peugeot 508, Volkswagen Passat и Skoda Superb. По се изгледа ништо нема да биде од поевтинувањето на електричните автомобили. Истражувањата спроведени од страна на една американска агенција посочуваат на потенцијален драстичен пораст на цените на батериите. Причините за тоа се гледаат во наглото поскапување на суровините, но и жестоко зголемување на побарувачката проследено со несоодветниот раст на капацитетите за производство на батериски келии. Според резултатите од истражувањето, се очекува цената на батериите за електричните возила да порасне од сегашните 128 на $138 за киловат час. Бидејќи преминувањето на електричните технологии е императив за сите, стабилизацијата се очекува дури во 2026-та, а после тоа ќе следи постепено намалување на цените кои 5 години подоцна се очекува да паднат на некои $90. Најмногу ќе бидат погодени веќе најавените помали и поевтини електрични возила, бидејќи сите пресметки за нив се правени врз основа на трендовите за постојано намалување на цените на батериите. Тие со веќе вкалкулирани помали трошоци за развој и производство би требало да бидат поскапи за $1.500 до $3.000 во најавувањата на BMW.
Метрополис, број 1 радиомрежа. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Три погони, многу технологија и задолжителниот мејкап се ударните точки на новата генерација на баварското компактно спортско активно возило. Сега X7 добива своја потполно електрична верзија и ќе ја предводи гамата во зголемувањето на популарноста на моделот. Потполно различна е приказката на Golf, кој веќе има планетарна популарност и го слави 20 годишниот јубилеј на перформансната R едиција. Остануваме со германските марки, меѓу кои причина за славење има и Мерцедес, кој ја лансира новата генерација на GLC. Најмалиот баварски кросовер игра важна улога во својот сегмент, па не зачудува што новата генерација има карактерни подобрувања. Под кожата е направена значајна реконструкција со зголемувањето на меѓуоскиното растојание за 22 мм и протегнување на вкупни 4,5 метри должина. Од тоа профитираа височината и широчината на каросеријата, која користи идентична платформа за трите погони. Прогресивната архитектура овозможува флексибилно производство на иста монтажна лента, па трите изведби ќе излегуваат од фабриката во Регенсбург. Новиот X7 се појавува со изострен дизајн, нагласувајќи ги генералните одредби на баварците. Апострофот, како и што се очекуваше, е ставен на спортскиот карактер со посветеност на детали. Изгледот на предницата се оформува околу доминантните бубрези поставени над новиот преден браник. Атлетското растегнување продолжува преку лед светлата и арките на тркалата. Оттаму се издигнува контурата на кабината со подобрена аеродинамика, повеќе простор и модуларност во внатрешноста. Таа е опремена со последната 8 генерација на iDrive со заоблениот екран оформен од информацијскиот 10,25 инчен и контролниот дисплеј од 10,7 инчи. Севкупниот амбиент е доведен на повисоко ниво, како и удобноста на задната клупа. Кога ќе дојде на пазарот во октомври, новиот X7 ќе дебитира со 2 бензинци и исто толку дизел мотори, а само еден месец подоцна ќе се приклучат надградените верзии со благ хибрид до 48 волти и плагин хибрид. Така обезбедени се 160 киловати за бензинецот и 145 киловати за дизелот, двата достапни со погон на сите тркала. Звездата на гамата е потполно електричната верзија iX xDrive 30, чии електромотори поставени по еден на секоја оска произведуваат 230 киловати и 494 Нм доволни за да го апсолвираат спринтот до 100 за 5,7 секунди. Цената ќе се знае во текот на летните месеци.
Пред 20 години Volkswagen го лансираше Golf R32 како специјална едиција со лимитирано производство, чиј инстантен успех ги натера одговорните да го вклучат во редовната понуда. Од тогаш Golf доживеа неколку генерации и секоја имаше своја R верзија, а сегашната 8 доби и јубилејна изведба по повод 20 годишнината. Ја красат детали кои од широката заедница на поклоници на култниот модел најмногу ќе ги привлечат колекционерите. Јасно е и зошто. Славеникот има дволитарски турбомотор со 333 конски сили, најмногу досега кај било кој Golf. Со нив забрзува до 100 км на час за 4,6 секунди, но не било како. Возачот може да го избере Emotion Start режимот, кој во комбинација со посебно впечатлива акустика ќе им обезбеди дополнителна забава. Максималната брзина е електронски ограничена на 270 км на час, а за безбедноста се грижат посебно прилагодените Air Performance Torque Vectoring и Vehicle Dynamics Manager системите. Спортскиот карактер е истакнат со ексклузивни дизајнерски додатоци како што се спойлерот на покривот и специјалните 19-инчни тркала. Во внатрешноста пак за прв пат во серијски Volkswagen се среќаваат украсни елементи од вистински карбон. Накратко кажано, Golf R20 надминува се што досега е лансирано со R ознаката. Исто може да се каже и за цената која во Германија стартува од 60.000 евра. Новата генерација на GLC нуди скриени подобрувања кои се чувствуваат на втор впечаток, односно со користењето на компактниот кросовер. Козметичките зафати ги зафатија боковите кои сега се позаоблени, со што е направен елегантен баланс помеѓу спортскиот карактер и перформансите вон патот. Сепак, огромен број корисници на овие возила нема да ги запрашат гумите, па поважно ќе им бидат дигиталните светла, новата маска на ладилникот со хромирана рамка и изборот на тркала. Својата интерпретација за модерен спортски луксус Мерцедес ја пренесува во внатрешноста. Дигитализацијата е нагласена насекаде, а централниот дисплеј делува како да лебди над конзолата. Амбиентот ја задржува својата пријатност и ергономија по која марката е позната. Во склад со подобрувањата зголемено е нивото на звучна изолација во кабината и опременоста. Тука централно место зазема MBUX, кој ги интегрира сите услуги и персонални дотерувања, чија работа со опционалниот аудиосистем Burmeister со 15 звучници нуди посебно звучно искуство во возењето. Обновениот GLC е дизајниран за хибриден погон. Понудата на мотори е сочинета од 4 цилиндерски бензинци и дизел агрегати во комбинација со електричен мотор. 4 се умерени хибриди со интегриран стартер генератор од втората генерација. 3 други верзии се плагин хибриди со системска сила од 245 киловати и до 750 Нм вртежен момент. Сите имаат електрична автономија поголема од 100 км, што се повеќе од доволни за дневните обврски во урбани средини. Како што наведуваат од Мерцедес, обновениот GLC има значајно подобрени карактеристики на асфалт и вон него. Покрај новото потпирање, поедноставена е употребата на екранот во тек на теренската експлоатација и зголемен е списокот на електронски асистенти. Клучните компоненти на долниот построј се новото мултилинк потпирање со 4 точки на предните и независен мултилинк на задните тркала, со што удобноста е крената на повисоко ниво, како и управувањето. Врвното доживување треба да го пружи новиот систем за амортизација, кој зависи од амплитудата на ударите. Ерметик воздушното потпирање има варијабилно подесување на работата на амортизерите во сите режими на работа. Агилноста ја зголемува управливата задна оска до 4,5 степени, намалувајќи го неопходниот маневарски простор. Мерцедес во сегментот на компактни кросовери влезе во 2008 година со GLK, а 7 години подоцна во склад со новото означување на компанијата стана GLC. Кросоверите се најпопуларниот сегмент во продажбата и сите тие сакаат да го покажат својот теренски карактер. Кога се споменува Defender, тогаш сите молчат и се повлекуваат.
Како и да не, кога кралот на теренот се појавува во своето најголемо каросериско издание со ознаката 130. За оние што имаат многу пари, а не се инфицирани со теренскиот вирус, сите потреби ќе ги исполни новата генерација на Lexus RX, која доаѓа во две хибридни и по една плагин хибридна и обична бензинска изведба, наменета за источноевропските пазари, и го има новиот 2,4 литарски агрегат со 279 коњи споени со 8 степен автоматски менувач. Третиот дериват на култниот Defender пристигнува во најголемото пакување. Растегнувањето на кабината за 34 сантиметри во однос на изведбата 110 сега овозможува превоз на осморица плюс доволно простор за нивните ранци. Доколку по потреба горостасот треба да се претвори во транспортер, нуди максимален капацитет од 2516 литри со преклопени седишта. Според Land Rover, трите дополнителни седишта во третиот ред се полни седишта. Зголемувањето на должината на телото ги задржува незапирливите теренски способности на Defender. Изразената проодност поддржана е со плејада електронски системи способни да му дадат комплетна поддршка на возачот во било какви околности. Во духот на марката е во внатрешноста да се употребуваат материјали отпорни на долгогодишна тешка експлоатација, а воедно се еколошки. Лансирањето започнува со едицијата прво издание, која е намонтирана со богата спецификација и има 3 верзии. Тие се достапни со моќните и ефективни инжиниум мотори. Бензинците се 6-цилиндерски со ознака според силата 5300 и 5400 и се електрифицирани со умерен хибрид до 48 волти. Исто толку цилиндри и зафатнина имаат и дизелашите од истото семејство со 250 и 300 коњи и мамутски вртежен момент од 600 и 650 ньютон-метри. Во инает со големите пропорции и маската, овие мотори се способни да истрчаат до 100 во рамка од 6,3 до 9 секунди. Land Rover Defender 130 веќе е достапен за околу 87.000 евра. Со првиот примерок Land Rover ја слави платинеста година на владењето на кралицата Елизабета II со подарување на незиното височество специјално изработен Defender 130 за употреба од страна на британскиот Црвен крст. Кога е во прашање Lexus, покрај рационален луксус, најчеста асоциација и храбриот дизајн на новите модели. Кај новиот RX тој најблиску може да се дефинира како еволутивно контроверзен. Ги задржува гените на познатото стилско изразување, но ги истакнува деталите до ниво кое поттикнува единствен впечаток на комбинација на динамичност и самоувереност. Јасно евоцира на силниот карактер на моделот и високите перформанси, нагласувајќи ја премиум припадноста со скриената елеганција што ја обезбедува пливачкиот покрив, кој визуелно ниско се спушта кон задниот дел. За мобилноста задолжен е новиот 2,4 литрен мотор со 279 коњи. Истиот мотор, но засилен со 2 електромотора, е употребен и кај топ верзијата, чиј акцент е ставен на перформансите. Едниот електромотор е интегриран меѓу моторот и менувачот, а вториот е сместен назад меѓу тркалата. Целиот погонски склоп има 371 коњска сила, чија испорака се регулира преку новиот Direct 4 интелигентен систем, кој обезбедува исклучителна динамичност и подобрена удобност во сите режими на возење. Верзијата која се очекува да освои најголем дел од купувачите го има 2,5 литарскиот мотор, познат од RAV4 и Highlander, електрично засилен на 245 коњи.
години. Истиот агрегат е основа и за плагин изведбата која располага со 306 конски сили и батерии доволни за поминување 65 км без емисии. Вака телеграфски изрецитирано, сето ова изгледа некако нафрлано без ред и логика, но всушност секоја верзија на новиот RX има своја целна група купувачи и е направена така да ги задоволи нивните очекувања. Заедничкото за сите е што до максимум се прилагодени да бидат ефикасни и практични. Затоа допринесува и новата платформа која обезбеди повеќе простор во кабината и постабилно возење. Ослонувањето е покруто изведено, а тежината намалена со користење на исклучително цврст челик за носечките делови од конструкцијата и алуминиум за крилата и хаубата. Внимавано и на бучавото и вибрациите, а за тврдокорните екологисти на располагање е интериер со материјали без животинско потекло. Организацијата на минималистичката внатрешност е подредена на сосема нова филозофија со поголема насоченост кон возачот. Интуитивната контрола ја овозможуваат бројните системи за поврзување и асистенција, дополнително засилени со апликација за далечничко командување, која за плагин изведбата овозможува и надзор и планирање на полнењето на батериите. Брзината со која се развива кинеската автомобилска индустрија веќе побудува амбиции да се биде број 1. За тоа ќе треба време, а кинезите работат на тоа дури измислувајќи нови сегменти. Тоа не му е потребно на Порше, кој од срамежлив обид створи модел што 50 години по представувањето уште жари и пали и представува цел на колекционерите. Тоа е Порше 911 RS. Колку и да сакаат да владеат со производството на автомобили за целиот светски пазар, тој ден за кинезите нема да биде во некоја догледна година. Но сепак ќе дојде во некои сегменти, дури ако треба и тие самите да ги измислат. Таква филозофија применија менаџерите на компанијата Леведо, основана 2008 година за производство на голф колички и слични мали електрични возила со неколку конски сили. Остварувајќи голем успех, тие својата заработка искористија за купување на производителот на вистински автомобили Yema Auto, пошто следеше лансирањето на брендот Летин и првиот негов модел наречен Менго. За дизајнот беше ангажиран Бертоне, кој на ова автомобилче долго 3,6 метри му даден на вистина привлечен изглед. Електромоторот од 46 конски сили ќе го дотера едва и до 100 км на час, а купувачите може да бираат меѓу 3 различни пакети батерии кои му обезбедуваат автономија меѓу 130 и 300 км. Опременоста вклучува 2 воздушни перници, систем против блокирање на тркалата, клима уред, асистент за паркирање, контрола на притисокот на пневматиците, навигација, поддршка за 5G мрежа и друго. Но наинтересна е цената, за која може да се каже дека е сензационална. Основната верзија чини само 4200 евра, а најопремената 7700. Со неа во Кина Летин Менго има целна група купувачи од дури 600 милиони луѓе, а производителот веќе планира негов извоз. За почеток во Бразил, Перу, Панама и Јужна Кореја, а потоа кој знае каде. Со зборовите, јас не сум само автомобил, јас сум брз, бучен и помалку луд. Порше започна со обележувањето на 50 годишнината од појавувањето на 911 Carrera RS. Токму оваа комбинација во ознаката на иконата ја направи легенда која и ден денес живее. Значењето на овој модел од 1972 година остана единствено. Беше најбрзиот германски автомобил од сериско производство и прв кој имаше спојен
спойлери и напред и назад. Замислен повеќе како патна верзија на тркачкиот автомобил, 911 Carrera RS имаше 2,7 литарски мотор со 210 конски сили. Заради лесната каросерија, спринтот до 100 траеше 5,8 секунди, а максимално стигнуваше до 245 км на час. Беше предвидено да се направат 500 примероци, колку што беа потребни за хомологација за настап на тогашната група 4, кои се распродадаа за помалку од 2 месеца. Порше попушти и продолжи да го произведува уште половина година, пласирајќи уште 1080 примероци од него. Доколку нешто ви значи цената на основната верзија, која немаше задно седиште, патосници, часовник и наслони за рацете, изнесуваше 34.000 германски марки. Таа сума со пресметана инфлација денес е еквивалент на 110.000 евра, колку што сега чини најефтиниот 911. Со кусата, но импресивна приказка за 911 RS го затвораме денешното издание на Автомагазин. Достапни сме 24/7 на нашиот сајт и YouTube канал. До гледање за 7 дена.